Благодарам. Во врска со поднесениот амандман, кажавте, ќе го направите во некое идно време. Тоа идно време, колега, нема да биде, затоа што на 12 април граѓаните на Република Македонија јасно ќе ви кажат дека доста им е одлаги и празни ветувања. Во врска со депонијата. 2009 година, кога е донесена таа одлука, што ја покажувате тука и што мафтате Сонија, ингеренциите беа на државата во врска со тоа, односно под Министерство за транспорт и врски. Министерството за транспорт и врски, одлуката што ја донела за давање под закуп тоа земјиште таму, сега се носи одлука за продажба на земјиштето. Значи сега е во ингеренции на општина Неготино. И ако тогаш тој совет во 2009 донел грешна одлука, сега е моментот да се исправи таа одлука, бе колега. Значи сега е моментот. Сега се продава тоа истото земјиште на инвеститор кој однапред е познат, пред 2 години знаеме кој ќе биде инвеститорот, се продава земјиштето за изградба на депонија од светски размери. Депонија која што ќе загадува цела Македонија. Па знаете дека Дрисла ќе биде цветна градина во однос на депонијата што планира да се гради кај нас. А граѓаните на општина Неготино, да, последниот збор ќе биде нивен. Ќе се одлучат, ќе се изјаснат преку референдум и ќе кажат јасно и гласно дека се против ваква депонија, со која што не само тие нивните деца, идните генерации кои што ќе живеат, таа депонија ќе работи 25 години, а илјадници години ќе ја загадува нашата околина. Благодарам.